Кратки најави за денешниот дневник. Стружани бараат да не плаќаат јавно осветлување затоа што општината истото го исклучува. Од Охридската пожарна апелираат до граѓаните да се чистат оџаците на индивидуалните и колективните згради за домување. Охридскиот Црвен крст добитник на највисокото национално признание за 2022 година. Очи во очи со земјотресот, детска едукативна представа прикажана во Центарот за култура Григор Прличев. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес постуденото утро за овој период од годината, во текот на денот имавме сончево и релативно топло време со максимални 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда претежно ведро и студено време. Утре на Централна и Источна Европа претежно сончево време со локална облачност. Во југозападна и западна Европа под влијание на нестабилна воздушна маса ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локални врнежи се очекуваат и во источните предели. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Во крајните северни предели зголемена облачност. Максималните температури ќе се движат во интервал од 17 до 23 степени. Во Македонија во среда студено утро со температури кои што ќе се движат во интервалу од -3 до 7 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневни температури кои што ќе бележат благ пораст и ќе се движат во интервал од 18 до 26 степени. Во Охрид во среда по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува слаб североисточен ветар. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во четврток претежно сончево со појава на локална облачност и дневна температура до 17 степени. Во петок постуденото утро со температура од 3 степени, во текот на денот сончево и свежо со максимални 14 степени. Во сабота претежно сончево со локална облачност, минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 15 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Рошен Милк Бабл 85 грама 39 денари. Твинс пица Везувио или Капричиоза 360 грама 69 денари. Формисе чајно пeciво 220 грама 25 денари со прелив 27 денари. Пица салами слайс 500 грама 249 денари. Овошна долина 1,5 литри круша и јаболко 79 денари. Јаболко 59 денари. Цвет шампон 230 мл 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Граѓани на Струга поднесоа управен приговор до општината поради исклучувањето на јавното осветлување. Бараат да се намалат сметките на граѓаните кои плаќаат ваква комунална такса. Градоначалникот Мерко вели дека не се исклучува целото осветлување. Општината просечно трошела до 2 милиони денари месечно за струја, а само за август годинава добиле фактура од 10 милиони денари, што е 5кратно повеќе. Општина Струга заработи управен приговор од граѓаните заради исклучувањето на јавното осветлување во градот и околината. Доколку има рестрикции и заштеда со исклучување на градските светла, мора да се намалат и сметките на граѓаните кои плаќаат ваква комунална такса, велат правниците и бараат советот на општина Струга идно да расправа по приговорот. Градоначалникот Рамис Берко вели не се исклучува целосно осветлувањето, но во енергетска криза мора да се преземат мерки за штедење. Што сега после 12 сат од полноќ, никој не шета, никој не... Зашто да не намалиме одредени светлечки места, за да можеме да заштедиме известна количина на потрошувачка на електрична енергија. Поставени се тајмери на јавното осветлување за негово исклучување, а со тоа се спречуваат и многуте кражби на електрична енергија кои биле детектирани на територијата на општината. Тука се и дивите приклучувања. Значи, да не речам во наводници, али отворено ќе речам кражбите на струја, зашто имаме такви жители, такви граѓани, такви сограѓани кои навистина злоупотребуваат уличното осветлување, дали натре во домовите, дали на тие паркови, зеленила, дворови и така натака. Се надевам дека со ова исклучување и тие ќе бидат исклучени. Општината просечно трошела до 2 милиони денари месечно струја, а само за август годинава добиле фактура од 10 милиони денари, што е 5кратно повеќе. Охридската организација на Црвен крст најдобра во Македонија. По четврти пат во нивните раце е пехарот како највисоко признание од Националната програма за промоција на хумани вредности. Младите волонтери од Охрид преку оваа програма, носејќи ја униформата на Црвениот крст, создаваат проекти и дела за добробит на заедницата и помош на оние на кои им е најпотребна. За нивната посветеност добија признание и честитки од градоначалникот на Охрид и генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија. Црвен крст Охрид најдобар во Македонија. Охридската хуманитарна организација и годинава по четврти пат е добитник на највисокото признание во рамки на Националната програма Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. 22 младинци волонтери со 4 ПХВ ментори изработија 4 проекти за подигнување на еколошката свест кај своите врсници, уредија парк, изградија дом за тричлено социјално ранливо семејство, креираа мултиетнички хор и ја олеснуваа социјализацијата на дечиња од социјално најзагрозените групи во Охрид. Поради тоа го добија пехарот за 2022 година, кој им беше доделен на свечена церемонија. Изразувам благодарност на овие 20 млади волонтери на Црвен крст Охрид, кои представуваат позитивен пример за сите луѓе во Охрид и кои преку своите активности и ангажман и годинава покажа и докажа дека љубовта, хуманоста и човечноста, моралноста и доблеста се столбот на животот на секој човек. Сигурни сме дека хуманиот белег што го оставија и го оставаат младите волонтери на Црвен крст Охрид ќе биде предизвик и поттик за хумано делување на бројни сегашни и идни волонтери на Црвен крст Охрид од сите возрасти. Гледајќи ги овие младинци и нивните дела, ние веруваме во подобар свет. Црвен крст Охрид не навикна постојано да бидеме сведоци на нивните врвни постигнувања во промовирање и реализација на хумани проекти, истакна во своето обраќање градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Општинската организација на Црвениот крст Охрид е најдобра во Македонија, што го покажува и невисокото признание Златен пехар за неуспешно спроведени проекти. Најискрени честитки за Црвен крст Охрид. Дозволете сепак посебно да ги издвојам младите волонтери и од срце да им упатам честитки за нивната посветеност, инвентивност, пожртвуваност и хуманизам кој несомнено го поседува. Секоја чест за вас, драги мои млади сограѓани.
Општина Охрид секогаш имала одлични односи со Црвениот крст и ви уверувам дека така ќе биде и во иднина. Зошто за нас најголемата вредност е човекот, а преку работата на Црвениот крст најнепосредно допираме до основните хумани, социјални, културни потреби на нашите сограѓани. Генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија, Саид Саити, упати честитки до Општинската организација на Црвен крст Охрид и до сите останати општински организации за сето тоа што го направија преку 120 проекти во ПХВ програмата и собрани 123.000 евра преку мотивација, поттик и придонес кој што го дадоа во заедницата. Без нив, без овие млади луѓе, без овој проект, секако дека нашето национално друштво денеска немаше да изгледа вака како што изгледа. Значи, без вашето работење, без вашите резултати не ќе бевме толку успешни. Овој проект покажува како нештата доколку се прилагодуваат, доколку одговарат и доколку се посветат на тоа што е обкружување, тоа што е контекст и тоа што се потреби на луѓето, нештата живеат. Волонтерите од Црвен крст од целата држава кои безпоштедно работат на проекти преку целата година, прават конкретни дела со кои им помагаат на ранливите категории граѓани во својата заедница. ПХВ програмата регрутира млади луѓе кои преку усвојување култура како систем на вредности, преку теорија и пракса, обука и делување на терен, се претвораат во армија млади луѓе кои ја носат униформата и даваат помош во заедницата, при тоа градејќи го имиџот на националната организација на Црвен крст, истакна националниот координатор на ПХВ програмата Александра Ристоски. Верувајте дека тие млади луѓе на почетокот и на крајот не се исти. Тие се променети и сметаме како Црвен крст дека тие се навистина подготвени да бидат лидери во нашата заедница. Општинската организација на Црвен крст Охрид е активна во програмата за промоција на хумани вредности 20 години. Тоа низ бројки значи над 800 млади луѓе од Охрид обучени и стекнати со вештини корисни за активизам во заедницата. Над 100 изработени проекти во Охрид за добробит на заедницата и помогнати над 400 сограѓани и семејства на кои им била неопходна помош. Од Црвениот крст велат дека за оваа статистика се крие многу енергија, љубов, посветеност, тимска работа, упорност, сплотеност, препреки и среќа. Се повеќе охриѓани бараат оџачари за чистење на оџаците. Пожарникарите предупредуваат да се чистат и вертикалните канали во колективните стамбени згради, а не само оџаците во индивидуалните куќи. Оваа грејна сезона многу од граѓаните се префрлија на грејење со огревно дрво, а некористените оџаци се потенцијална опасност за настанување на пожари. Почна грејната сезона, а со тоа и опасноста од можни пожари. Посебно тоа се однесува за пожари од неисчистените оџаци. Оваа сезона се зголемува бројот на охриѓани кои за затоплување на домовите се префрлаат на огревно дрво, напоменува Борко Јанкуловски, командир на територијалната противпожарна единица Охрид. Тоа значи дека многу оџаци не биле употребувани со години, па од пожарната повикуваат граѓаните да бидат поодговорни за нивната лична безбедност и заштита на домовите. Па барана е, овој период е барана. Значи, доста барана е. Годинава може би има и повеќе интерес за чистење на самите оџаци. Во секој случај, пак ќе напоменам, тие што си ги чистат редовно, секоја година доаѓаат тука, ние имаме тимови кои ќе му излезат во пресред. Дали ќе го проверат оџакот, ако треба да си вчисти, ќе извршат услугата. Командирот Јанкуловски апелира граѓаните да внимаваат и на вертикалните канали во колективните станбени згради, а не само на оџаците во индивидуалните куќи. Многу често во зградите доаѓа до запушување на оџаците, појава на чат и непријатен мирис на гареж, па дури и до пожарување на становите, посочува командирот на Охридската територијална противпожарна единица. Препораката е граѓаните да имаат сериозен пристап кон неупотребуваните оџачки канали и да ги одржуваат чисти. Да викнат статучни лица да извршат проверка, значи морат еднаш до 2 пати годишно да се изврши контрола на самиот оџачки канал, со цел да се спречат несакани последици. Знаеме во зимскиот период, најчесто кромните конструкции се опожаруваат баш од тие оџачки канали.
Повиците за чистење на оџаците се во порасту, кажува Јанкуловски. Споредбите направени во овој период со истиот период од минатата година покажуваат дека граѓаните имаат поголем интерес да ангажираат оџачерска служба за чистење на оџаците. Се забележува дека се зголемува свеста на Охриѓани за овој сериозен проблем, но сепак недоволно. Утре почнува вакцинацијата против сезонски грип. Вакцинацијата ќе се спроведува во Центарот за јавно здравје во периодот од 7:30 до 15 часот. Вакцините се од холандскиот производител Abbott, информира од ресорното министерство. Бесплатната вакцинација против сезонски грип е наменета за стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени и деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Сите кои се најавиле преку сајтот vakcinacija.mk треба да го испочитуваат закажаниот термин. За граѓаните кои сакаат да се заштитат од сезонски грип, а не се од ризичните групи, обезбедени се и комерцијални вакцини кои чинат 800 денари. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје во соработка со Основното училиште Христо Узунов организира едукативен настан за приближување на поимот и феноменот земјотрес, прикажан во Центарот за култура Григор Прличев, а насочен за Охридско-Струшките основци. Театарската представа Очи во очи со земјотресот на разигран детски начин придонесува за подобро разбирање на самата појава и мерките за заштита од неа. Очи во очи со земјотресот е насловот на едукативниот настан организиран од вработените во Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје во соработка со Вера Зоровска, предметен наставник по физика, наменет и представен пред основниците од Охридско-Струшкиот регион. Непредвидливоста на земјотресот како појава од секогаш представувала интерес кај луѓето, а едукативната дејност на Сеизмичката обсерваторија во соработка со Основното училиште Христо Узунов овозможи да се изработи представата Очи во очи со земјотресот, во која глумат вработени во обсерваторијата и десетина дечиња од училиштето. Културно-едукативната представа, што вчера вечер беше прикажана пред публиката во Центарот за култура Григор Прличев, е составена од два дела, замислена како час по физика за Вселената, пропратен со симулација на земјотрес и силен звук, и посета на замислена сеизмолошка обсерваторија. Овој перформанс представува адекватен начин за доближување на поимот и феноменот земјотрес за најмладите и тоа на еден разигран детски начин, вели професор доктор Драгана Черних, раководителка на обсерваторијата. Соодветната едукација од најмала возраст придонесува за подобро разбирање на самата појава. Секако земјотресот е страшен и нормално е луѓето да се плашат, меѓутоа треба да ги знаат последиците од земјотресите и како да се заштитат. Ова беше воглавном во таа насока да им се приближи појавата земјотресот, како се случува, зошто се случува и што треба да прават. Представата беше за учениците од основните училишта, значи што треба да прават во случај на земјотрес. Идејата за создавање на настан со ваква тематика беше родена на меѓународна конференција во содејство со колеги од различни професии, а целиот настан има афирмативен карактер, вели иницијаторката на настанот Вера Зоровска, предметен наставник во Основното училиште Христо Узунов Охрид. Да се афирмира и самото училиште, градот, а исто така и науката. Навистина да се организира ваков настан бара вклученост на повеќе институции, но децата беа навистина возбудени и учествуваа активно. Не само во делот на представата, имаше ученици кои што беа вклучени за редот во самата сала. Намерата е оваа кампања да проложи и во другите училишта. Напорите за приближување на поимот земјотрес до најмладата популација и запознавање со мерките за заштита започнува од Охрид, како град кој припаѓа на епицентрално подрачје кое што има богата сеизмичка активност, за што сведочи историјата. Охрид бил зафатен од силни земјотреси во 527 година и во 1911 година на југот на Охридското езеро, надополнети со свежите сеќавања на неколку месечната сеизмичка активност од 2017 година.
Надпреварувачите од теквондо клубот Мастер од Охрид се вратија дома со освоени 4 медали од ИТФ турнирот Корча Open 2022 во соседна Албанија. На турнирот учествуваа повеќе од 150 надпреварувачи од 11 клубови. Нашата земја ја представија 3 клуба. Викендов на таеквондо ИТФ турнирот Корча Open 2022, кој се одржа во Корча, соседна Албанија, таеквондо клубот Мастер од Охрид постигна голем успех. На турнирот учествуваа повеќе од 150 надпреварувачи од 11 клубови. Нашата земја ја представија 3 клуба. Охридскиот клуб, под водство на Саша Поповски, носител на црн појас 5 дан, учествуваше со тројца надпреварувачи кои се надпреваруваа во 2 дисциплини: форми или борба со замислен противник и спаринг борби. Освојувачи на медал од Охридскиот клуб се Михаил Јоновски, кој го освои првото место во борби и второто место во форми. Анастасија Трифуновска, која освои второ место во форми, и Михаил Трајковски, кој го освои бронзениот медал или третото место во форми. Што се однесува до клубот Мастер, настапот и успехот на овој турнир представува своевиден рестарт на првиот таеквондо ИТФ клуб во Македонија, а на овој надпревар докажаа дека се уште можат да оформат врвни надпреварувачи, изјави тренерот на клубот Саша Поповски. Поповски е всушност и човекот кој го донесе таеквондо ИТФ во Македонија. Исто така таеквондо клубот Мастер од Охрид наредниот викенд 22.10. ќе учествува во Нови Сад, Србија, на Србија Open 2022. Теквондо клубот Мастер од Охрид врши упис на нови членови кои сакаат да го изучуваат еден од најатрактивните борички спортови во светот. Македонските аеродроми полека закрепнуваат од ковид пандемијата. Првите 9 месеци од годината завршија со 1,8 милиони патници. Како што информираат од ТАФ Македонија, зимскиот распоред на летови 2022-2023 година на двата македонски аеродроми ќе почне на крајот од октомври и според досегашните информации од авиокомпаниите нема да има значителни промени во бројот на дестинации. Двата македонски аеродрома, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид, забележаат силно закрепнување на патничкиот сообраќај во првите 9 месеци од годинава, со што достигнаа вкупно 1,8 милиони патници и 14.823 летови од јануари до крајот на месец септември. Постпандемиското закрепнување на патничкиот авиосообраќај на македонскиот пазар силно се почувствува со почетокот на третиот квартал од годинава. На Охридскиот аеродром за 9 месеци од оваа година најфреквентна дестинација за патување е Виена со 17,9% пазарен удел, а на Скопскиот аеродром од јануари до септември е Истанбул, и тоа на двата аеродроми Ига и Сабиха Гокчен со 13% пазарен удел. Во однос на учеството на авиокомпаниите во патничкиот сообраќај на Скопскиот аеродром, Висер превезе најголем број патници од јануари до септември 2022 година. Како што информираат од ТАФ Македонија, зимскиот распоред на летови за 2022-2023 година на двата македонски аеродрома ќе почне на крајот од октомври и според досегашните информации од авиокомпаниите нема да има значителни промени во бројот на дестинации. Од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид пак 8 авиокомпании Висер, Edelweiss, Chair Airlines, TUIfly, LOT, Германија, Флук и Аркија летаат до вкупно 12 дестинации, вклучувајќи ги редовните и сезонските, од меѓународниот аеродром Скопје до вкупно 43 редовни и 4 сезонски дестинации летаат 15 авиокомпании. Во 9 месеци од 2022 година ТАФ Македонија има пораст од 82% на патничкиот сообраќај во однос на истиот период од 2021, а во однос на 2019 година, која се смета за референтна година во воздухопловството, нивото на патничкиот сообраќај е минус 12%. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 13 лица, меѓу кои 3 деца, загинаа кога руски воен авион се урна во населба Јејск на брегот на Азовското море во близина на Украина, соопштија руските власти. Спасувачите рано утринава го соопштија билансот на несреќата и кажаа дека потрагата по преживеаните веќе е прекината. Вкупниот број на жртви е 13, од кои 30 деца, а 19 лица се повредени, соопшти Министерството за вонредни ситуации. Авионот Су-34 паднал во двор на стамбена зграда на населбата. На местото на падот се запалило гориво во леталото, што предизвикало огромен пожар во деветкатницата. Авионот се урнал при полетување на тренинг лет од воениот аеродром на Јужниот воен округ, соопшти Министерството за одбрана.
Русија и Украина извршија нова размена на затвореници. Ваквата информација ја потврди и Руското министерство за одбрана. Од таму соопштија дека меѓу 110 руси кои биле ослободени, 72 биле цивилни морнари држени уште од февруари. Руските извори наведуваат дека на украинска страна биле предадени 108 жени војници, припадници на вооружените сили на Украина. Се додава дека пред размената две украинки доброволно одбиле да се вратат во Украина и побарале да бидат префрлени на територија на Руската Федерација. Размената ја потврди украинската страна, но не и дека нивни сограѓанки решиле да останат во Русија. Портпаролот на јапонската влада Хироказу Мацуно изјави дека земјата ќе воведе дополнителни санкции против Северна Кореја со замрзнување на средства на групите вклучени во ракетниот развој. Не можеме да ги толерираме повторните провокативни акции на Северна Кореја кои ја загрозуваат безбедноста на Јапонија, меѓународниот мир и безбедност, изјави Мацуно според Reuters. Северна Кореја минатата недела истрела балистичка ракета со краток дострел во море кај нејзиниот источен брег, соопшти тогаш војската на Јужна Кореја. Загриженоста за нуклеарната програма на Северна Кореја се зголеми, откако Пјонкјанг минатиот месец усвои закон со кој се дозволува превентивна употреба на нуклеарно оружје во одредени ситуации. 10-годишно момче во Конектикат завршило во болница откако во неделата било нападнато од црна мечка во дворот на неговиот дедо. Властите по нападот извршија евтаназија на мечката. Инцидентот се случил околу 11 часот во Морис град со околу 2200 жители. Дедото и соседот на момчето се обиделе да избркаат мечката удирајќи ја со цевки. 10-годишното момче било хоспитализирано, но не се здобило со повреди опасни по живот. Популацијата на црните мечки во Конектикат речи се исчезна до средината на 19 век, но подоцна почна повторно да расте. До 1980-тите имало приближно константен број, но потоа бројот на овие животни повторно расте. Се проценува дека сега во државата има меѓу 1000 и 1200 црни мечки. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!